Националниот комитет за имунизација во Македонија молчи на прашањето на Алфа зошто Македонија не ги набавува руските вакцини. Иако од руската амбасада во земјава велат дека на 25 септември испратиле понуда за набавка на Спутник В и била информирана председателката на комитетот професор Александра Грозданова. Потоа и на 15 февруари добила писмо од Рускиот фонд за инвестиции, но немало ништо повратно. Во меѓувреме, министерот Филипче вели ке се направи проценка дали треба да се набави руската вакцина. Не сакаме да се доведеме во ситуација да имаме во еден временски период, многу краток, една огромна количина на вакцини кој што сега е на пример ефикасна, но на есен можеби или на крајот на годината нема да биде ефикасна заради тоа што мутирал вирусот. На тоа се однесува изјавата и затоа е овој наш план да постепено обезбедуваме соодветна доза на вакцина. Премиерот Заев и денеска го повтори ставот дека при планирањето на набавката се води грижа да не се дојде до преголема количина и дури е зголеми бројката од 3 на 5 милиони. Ако продолжиме да порачаме од Спутник, следно е веројатно AstraZeneca, па нови количини од Pfizer, па нови количини од Sinopharm и ќе се затекнеме да имаме 5 милиони вакцини во држава. Тоа е недозволиво заради рационалноста и наменското трошење на јавните пари. Ако се откаже дел од нарачката и се анулира дел од нарачката, веројатно следни за нарачка ќе бидат токму Спутник вакцините. Инаку Македонија засега единствените вакцини со кои располага се оние кои ги добивме од Србија, 4680 вакцини на Pfizer. Пола веќе ги потрошивме. Следната недела ги чекаме останатите од нашиот сосед, но и властите се надеваат на оние од Кина, 200.000. Се уште се чека договорот за директна набавка од Pfizer и не се знае кога ќе стигнат тие. Надеж има и за оние преку Ковакс. Според најавите треба да стигнат во март, но гаранции нема. И додека македонските власти не одговараат на понудите од Русија и оперираат со бројки, русите одобри и трета вакцина, Ковивак, се дава во 2 дози во временски период од 14 дена. Се транспортира и се чува на нормална температура на ладилник од 2 до 8 степени. Вакцината допрва ќе се испитува, а ќе почне да се произведува во текот на идниот месец.